Колку општина Пробиштип е спремна да ги промовира европските вредности? Добро прашање. Секако општина Пробиштип има политичка волја и има исто така желба кај граѓаните, меѓутоа сепак знаеме дека не сме во голем дел на она семејство каде што Европската унија. Ние знаеме дека Европската унија е најголемото семејство каде што најмногу имаме вложувања во делот за зачувување на животната средина. Ево, можам да кажам со неколку примери, само со Парискиот договор постигнато е 30% редукција на намалување на CO2 на емисијата во воздухот до 2030 година. Тоа значи автоматски намалување и на загадувањето. Во делот на искористување на обновливата енергија во Европската унија предвидено е 27% да се зголеми производството на обновлива енергија. Исто така, во однос на потрошувачката на електрична енергија, представено е предвидено 27% намалување на електричната енергија во однос на 2014 година. Ево еден добар пример можам да кажам, во Европската унија рециклирањето, се рециклира со 30%, додека на глобално ниво и ние како држава рециклираме под 10%, кој што навистина е процент многу занемарлив. Навистина треба да се трудиме, да влеземе во оваа заедница на Европската унија, каде што навистина Европската унија најмногу дава, вложува во делот на заштитата на животната средина. Колку вие давате свој придонес секојдневно за заштита на животната средина и кривање на јавната свест кај граѓаните за одржлив развој и заштита на средината? Морам да потенцирам дека уште еколошката свест, морам да прецизирам дека политичарите, локалната и централната власт, уште треба едукација да се врши на политичарите, меѓутоа морам да кажам дека и граѓаните морам да се работи и работиме во тој дел, да ги едуцираме за еколошката, за подигање на еколошката свест. Меѓутоа морам да кажам дека можеби во не голем процент, меѓутоа задоволителен процент, граѓаните се будат и веќе поинаку размислуваат за екологијата како што беше во минатото. Што се не чека понатаму? Кои се предизвиците и на што треба да бидеме спремни? Знаете што не чека понатаму. Ние не треба да стоиме во место, треба да се движиме, треба да ги гледаме останатите земји како се придвижуваат и ние да постанеме членка на Европската унија, за да можеме да го отвориме на поглавието 27, кое што кај нас за жал не е отворено во делот на животната средина. И само тогаш со отварање на поглавието 27 ќе можеме да се споредуваме со останатите земји во регионот, во останатите земји во Европа и не секако во светот. Мораме да се движиме, не треба да стоиме.